Македонија доби потпис од 29 членки на НАТО и од наредната недела ќе го добие своето место во алијансата. Честитки за подпишувањето на протоколот пристигнаа од секаде. Среќни сме и треба да бидеме, бидејќи обезбедивме трајна стабилност за нашата земја. Обезбедивме сигурност, безбедност и мир. Прв се огласи премиерот Зоран Заев. Националниот координатор во НАТО Стево Пендаровски напиша дека сега е исполнета најголемата стратешка цел на земјава. Прва која ќе седне на маса со НАТО сојузниците е министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Ова е резултатот на сите наши заеднички напори. Беше потребна волја и посветеност на целата наша земја за да ова стане реалност. И затоа убедена сум дека генерациите кои што ќе дојдат по нас ќе ја ценат и храброста и посветеноста на оваа генерација. Лидери, патриоти, оваа генерација припадници на армијата, оваа генерација на пратеници кои што донесоа одлука свртена напред, свртена кон иднината, свртена кон подобри шанси. Подпишувањето го поздрави председателот Ѓорѓе Иванов, кој се уште смета дека договорот со Грција ќе им нанесе трајна штета на македонските национални интереси. 30-тото место во НАТО алијансата за Република Македонија беше заслужено, имајќи предвид дека одамна се исполнети стандардите во одбраната и воената подготвеност на армијата на Република Македонија, како резултат во кој придонес имаат сите влади на Република Македонија. Соопштуваат од кабинетот на председателот и лидерот на неговата партија се огласи со поздрави за подпишувањето. Секој успех на Република Македонија го поздравувам, иако Заев го направи на недостоинствен начин. Тргуваше со нешто што минатите генерации го платиле со своите животи и го направи тој чин недостоинствен, но секој процес што значи подобрување на животот на сограѓаните го поздравуваме, изјави Мицкоски за МИА од Брисел. Се огласи и бегалецот Никола Груевски од Будимпешта со сличен став. Честитки пристигнаа и од меѓународниот фактор, а прва честиташе американската амбасада во земјава. Европратениците пак во своите честитки додаваат дека ова ќе придонесе за мирот и стабилноста на целиот регион.